Благодарам, председателе. Почитувана колешка Лидија Тасевска. Почитувани колеги од мнозинството, од каде тргнавте, каде стигнавте? За жал, од највисок буџет во историјата на Република Македонија до најнизок степен на реализација на капиталните инвестиции. Замислете, имаме 83% пад на капиталните инвестиции. И ве слушам цело време, вие кои што сте веле мајстори за спинување, како велите спрема нас, ако не го гласате ребалансот, дека ние ќе сме биле против четвртиот пакет мерки за помош на граѓаните. Не, баш напротив, ние сметаме дека парите не одат таму каде што треба и затоа не го поддржуваме ребалансот. Не одат кај граѓаните и фирмите кои што се засегнати од короната. И ребалансот ви е дискриминирачки, бидејќи освен руралните средини кои што ги спомна претходно мојот колега Антонио Милошовски, ви беа испуштени од предвид околу 700 деца без родители, па ние ве подсетивме на нив и поднесовме амандман во висина од 6 милиони денари, кој заменик министерот го прифати и благодарна за тоа. Друга испуштена категорија во ребалансот ви се лицата со попреченост, кои велат со огромен револт дека тие се заборавени од државата и дека тие не постојат за државата, бидејќи нема ваучери за нив. И покрај тоа што земаат додаток за мобилност од 7.000 денари, реални да бидеме луѓе. Со 7.000 денари, дали може да се прехранат, да преживеат, да купат лекарства, да купат витаминска терапија за се заштитат од короната? Плюс тоа, некои од тие луѓе, поради нивната попреченост, не се во состојба да работат, па не земаат минимална плата, така да не се во добра состојба и уште еднаш ви кажувам дека се заборавени од вас како парламентарно мнозинство. Не можам да се согласам дефинитивно дека имате континуитет во помош на граѓаните, баш заради овие работи, и не ви веруваме ниту ние, ниту граѓаните, бидејќи и во претходните 3 пакети мерки имате ниска реализација од 54%. Тоа што значи? Дека или ви се промашени мерките, или дека не се доволно добри за да граѓаните веруваат и аплицираат за нив. Потоа, велите цело време дека ние сме ги предлагале амандманите ни се предложени кои што не се во контекст на пандемијава. Ние ви ги предложиме амандманите кои што беа во програмите ваши и во 2016 за парламентарни и во програмата за 2017 за локални избори. Само 2 суштински амандмани, бидејќи истекува времето, ќе ви наброја, кои што вие не ги прифативте. Имавме амандман од 1.400 милиони денари за набавка на компјутери за 40.000 ученици од основно и средно образование, кој не го прифативте. Тоа е суштински амандман за пандемијава. Имавме амандман од 797 милиони денари за набавка на компјутери за наставниците од основното и за професорите од средните училишта